Поради присуство на хидроксилните групи и алдехидната или кето група, јаглехидратите даваат некои карактеристични реакции за овие функционални групи. Моносахаридите се редуцирачки шеќери, доколку нивната карбонилна група се оксидира и се претвори во карбоксилна COH група. Во молекулите на алдозите може да се оксидира алдехидната и примарната хидроксилна група. Во зависност од тоа која од овие две групи се оксидира, може да се добијат различни продукти. Ако се оксидира само алдехидната група, се добива алдонска киселина. Доколку се оксидира само примарната хидроксилна група, се добива уронска киселина. Со силни оксидациони средства, како што е азотната киселина, може да се оксидира и алдехидната и примарната хидроксилна група, при што се добива алдарна киселина. Два различни шеќери може да дадат иста алдарна киселина. Алдонските киселини се користат во медицински цели и во областа на нанотехнологијата. Деглукуронската киселина е составна компонента на полисахариди од цврзното ткиво. Се употребува за детоксикација од хемикалии и хидроксилни соединенија, феноли, алкохоли, создадени во метаболички процеси или внесени како лекови. Служи за синтеза на мукополисахариди. Многу отпадни материи во човечкото тело се излачуваат во урината како соли глукуронати. Моносахаридите може да се оксидираат и со специфични реагенси, како што се Толенсов и Фелингов реагенс. При реакција на воден раствор на глукоза со амонијачен раствор од сребронитрат со загревање, настанува реакција на оксидација на карбонилната група до карбоксилна група, а сребрените иони Аг+ од амонијачниот раствор на сребронитрат се редуцираат до елементарно сребро, кое се издвојува во форма на сребрено огледало. Овдека дадена е равенката на оваа реакција. Во реакција со Фелингов реагенс, деглукозата може да се оксидира со помош на бакарните 2+ иони од Фелинговиот раствор до глуконска киселина. Глукозата е редукционо средство, ги редуцира бакарните 2+ иони во бакарни 1+ иони, што се гледа и со промена на бојата на растворот од сина до црвеникава од добиениот бакар 1 оксид. Кетоните не стапуваат во реакција со Фелингов реагенс со исклучок на алфа-хидроксикетоните како што е фруктозата. Фелинговиот тест се употребува за квалитативно докажување на редуцирачки шеќери, моносахариди и дисахариди од малтозен тип. Со редукција на глукоза се добива 6-хидроксилен алкохол, сорбитол или глуцитол. Тоа е бела цврста супстанца растворлива во вода, има сладок вкус и се користи како засладувач. Се наоѓа во јаболка, круши, праски, сливи и други плодови. Сорбитолот или глуцитол е природен полиол со засладувачка моќ двојно помало од сахарозата. Се користи како засладувач за замена на сахарозата во некои лекови, козметика и храна. Бавно се метаболизира во телото и обезбедува малку калории. Во повисоки дози действува лаксативно. При реакција меѓу хидроксилната група на аномерен јаглероден атом од моносахариди со хидроксилна група од алкохол во присуство на кисел катализатор се добиваат гликозиди, односно смеса од двете аномерни форми. Во овој случај дадена е равенката на добивање на бета-деметилгликозид од бета-деглукоза со алкохол метанол. Врската е од етерска природа и се нарекува гликозидна врска. Гликозидите се стабилни во неутрална водена средина, не се наоѓаат во рамнотежа со отворена низа и не покажуваат мута ротација. Во кисела средина хидролизираат. Гликозиди се голем број важни соединенија и може да се користат и како лекови. Со некои реакции од јаглехидратите може да се добијат аминошеќери, фосфатни естери, како и некои други соединенија кои што се важни за живите организми.